назад во отвореното студио, кога е лаптопот до нас, се знае кои минути следува, така? Минути за Skype разговор, почитувани. Така е. Оваа недела имаме соговорник од далечните Соединените Американски држави. На Skype ова попладне со нас е Виктор Груев. Добар ден. Добар ден, Виктор. Добар ден и на вас и на вашите гледачи. Така е. Виктор Груев е доктор на науки, професор по електроника и компјутерско инженерство на Универзитетот во Илиноис. Инаку 25 години веќе, да речеме, американец. Така? Така. Во Америка дојдов на размена на студенти во гимназија, втора година во гимназија. И план беше да останам само 9 месеци во Америка, па да се вратам во тогаш беше Југославија, во Македонија да се вратам. И меѓутоа така, останав и понатака во Америка. Се вратив една година на факултет во електротехнички факултет во Скопје и потоа продолжив со студии во Америка. Виктор, бележиш на вистина големи успеси на кај светската научна јавност со технолошки откритија. Буквално пред неколку години, нели, може да се каже дека направи бум со тие специјалните очила што ги правеа видливи канцерогените клетки. Дали евентуално сте имале некаква соработка со тука кај нас во Република Македонија, болниците, дали можеби се користат ваквите специјални очила? Така, мислам, како што напоменавте, веќе подолго време работам на ова технологија, едно 10 години каде што работам на развивање на нови технологии кои ќе може да се користат при оперативни случаи, при операции на разни видови на карциноми. Кој ги објавив овие работи пред 3-4 години, стапи во контакт со неколку доктори во Македонија. И прошло лето дојдов во Македонија и направивме клиничка студија во Универзитетската болница во Скопје. Имавме неколку случаи на ран стадиум на карцином на дојка. Беа 10 случаи и така почнавме со тие студии. Се надевам дека ќе продолжиме и ќе донесеме ова технологија во Македонија да се користи при секоја операција. А како е во светот, можеби во други земји? Со овие очила? Да, мислам, тоа е ипак е голем се користат нови технологии. Меѓутоа се уште станува прилично примитивно се работи цела операција. Во цел свет примитивно од страна што не се користат многу технологии, станува збор на вид и на ослед на самиот лекар да ги најде тие карциногени клетки да ги извади. И тоа е субјективна одлука да станува збор. Така да се донесат нови технологии е нешто што цел свет работи, сите истражувачи во цел свет на тоа гледа да донесат некои нови технологии за да може поуспешно да се завршат сите тие операции. Значи, пак е, да речем, нови технологии се развиваат, али не се користат стално. Твоите иновации некако најмногу гравитираат околу оптиката, па камери, па очила. Кој од овие работи кои што си ги пласирал на пазарот ти се, да речем, не можеби најомилени, но го сметаш за најголемо достигнување, барем лично? Да, мислам, почнав да работам со развој на видеокамери некаде средина на 90-ти години. И тоаш беше целиот тој бум на развој на дигитални камери. Првата дигитална камера во мобилен телефон излезе тој период 95-96 година. Тој период јас бев студент на докторски студии и се бавев со многу истражувања. Од почеток беше да се направат помали камери кои ќе можат да одат во мобилни телефони. И тоа ми беше големо задоволство, така, значи да имаш дел од таа технологија да се користи секојдневно. Меѓутоа, како што проминав да бидам професор во Сент Луис прво, па повторно во Илиноис, многу поголемо задоволство ми беше да се развие технологија која ќе може да има влијание на човешкото здравство. Така, значи да можеме да помогнеме на самите доктори да вршат својата работа поефикасно, подобро, да знам дека ќе има влијание на самото здравје на луѓето. Така, на што...
Да. Продолжи, се извинувам. Да, и така беше последниве 4-5 години кога прв пат ги развивме, мојот тим ги разви овие камери за детекција на карцинома, тоа ми представуваше големо задоволство, посебно што можеме да влеземе во оперативни сали, да се примена таа технологија и стварно да се види дека има влијание на здравството, на здравјето на пациентите. Сега, колку што можам да видам, си во најдобрите години и уште повеќе можеш да допринесеш во тоа што си го замислил, па на крајот откриштата и за тоа што е здравство и твоја област во здравството. 25 години таму, сите ги прашуваме што ви недостасува најмногу? Што ми недостасува од Македонија или воопшто? Македонија. Од Македонија. Прво е стално фамилија. Така, моите родители живеат во Охрид и тоа е што мислам да секој што живее надвор, далеко од фамилија и пријатели, нешто што секој имаме тој емотивен дел кој ни фали. Значи тоа е прво. Стално кога доаѓам во Македонија, обично во Скопје, подиме со кола до Охрид, само што ќе се доближам до Охрид, јас го чувствувам тој мирис на Охрид, Охридското езеро. И тоа што останало некое сеќавање како мал што сум растал. Така, значи тие се некои емотивни делови што се некаде во мене и значи од едноставниот самите миризби и чувства што станува секогаш кога доаѓам во Македонија. За жал мирисот не се става во тегла. Не може. Не може. Добро, и за крај јас би те прашала она што всушност сакав да го поставам малце да им доближиме исто така во однос на твојата работа на гледачите. Кога го договаравме всушност овој скајп разговор, споминавте дека сте биле на некој семинар или дека во моментот работите на уште едно научно откритие. Па ајде да откриеме малце, да ексклузивно да имаат приликата гледачите да слушнат. Така, сакавме да разговараме прошлата недела за да направиме интервју, меѓутоа имавме со мојот тим објавено еден многу интересен напис за нови камери кои може да се користат при автоматски коли кои сами би се движеле. Значи станува збор пак за видеокамери кои ќе може да препознаат други коли или пешаци пред самиве автомобили и тоа да се изврши брза детекција, многу рана детекција на тие препреки, посебно кога се вози во магла или кога се вози за време на дожд. И така, мислам, го имавме објавено тој напис и имаше доста интерес од светската јавност. Па имаше доста интервјуа и така, многу написи беа излезени прошлата недела за ова откритие. До каде сте? Во моментот работиме со автоиндустријава, да може да се монтираат во сите коли, така да се надевам некаде до 20 и 25 година ова технологија да биде во голем број на коли, дали се автоматски или обични коли, каде што Европа и Америка. Да, и да има опција да може нели самата да детектира. Да, едноставно ти дадат аларм, имаш возите низ магла, како што е во Скопје, обично во зимските периоди, имате кола или некој пешак, па да добиете некоја порано. А Виктор, супер ќе биде таа опрема еден ден да биде како денес што е климата, нели климата како дополнителна ја сметат. Ја сакате со или без дополнителна опрема, значи со или без камера за детекција. Така, климата ни беше дополнителна, меѓутоа сега е норма. Така, сега е нормално. Во ред, Виктор, ти благодариме за ова интервју, нема да те прашувам дали би сакал, можел да се вратиш овде и да ја работиш истата работа, затоа што твојата работа навистина изискува да си во земја која што... Затоа гледам други начини да доаѓам во Македонија и да соработувам. Како што рековте, пак науката е едно од најдобрите места за наука во свет е во Америка. Меѓутоа, доста соработувам со професори во Македонија, со доктори во Македонија, така да и чисто доаѓам во Македонија за да ги одржувам тие соработки и да најдеме некој начин
да се донесе ова технологија и да најдеме некои нови работи заедно. Така, врските не се прекинати, како и да е. Сигурно. Да, ти благодариме многу за ова одвоено време и ти посакувам успешен ден, успешна кариера. Кога ќе дојдеш во Македонија, нашата студија е отворена овде да се видиме и во живо. Благодарам на вас. Секако поздрав и од мене и продолжете со успешната работа. Гордо сте, можеби да се каже дека еден ваков македонец 25 години го прави тоа што го прави. Така што Благодарам и на вас. Ти благодариме. Јана, нашите минути со Skype завршија. Да, ние веќе сме на крајот со овој Skype разговор, меѓутоа секако следуваат уште многу интересни теми. Така е, останете со нас. Така е, останете со нас. Веднаш се враќаме назад со нашите следни соговорници.